Тетово не постои ниту една сообраќајница која го поврзува едниот со другиот дел на градот. Има 3 булевари и сите 3 се непробиени веќе неколку децении. Секоја власт ветува завршување на овои инфраструктурни проекти, но состојбата на терен е иста. Поради недовршените делници, возилата мора да се пренасочуваат низ тесните улички сокаци за да стигнат до одредена дестинација. Тоа дополнително го зголемува сообраќајниот хаос. Затоа што велики гужви се ствари, поготово ми што живиме доле улица према Тетексо, не можеш ни пешице, а не колима да проđеш. Треба ти то што поактивни да бидат, повеќе да имат едносмерни, да не бидат гужва, ами ни паркинги нема слабо. Гледаш едносмерно, сите се паркира на кола, само една лента работи. Катастрофа е. Како и многу пати досега, од општина Тетово дадоа ветување дека ќе се пробијат булеварите. Овој пат многу оптимистички. Председателот на Советот на општина Тетово Беки Мемети вели дека за помалку од еден месец ќе се започне со пробивање на булеварот Благоја Тоска. Во процес на отварање, ја мислим и сум вака оптимист дека во наредниот месец веќе ќе почнеме. Сме ги плаќале дел од станарите што се од куќите. Но на терен за пробивање на Благоја Тоска не се случуваат никакви подготвителни активности. Тука завршува булеварот Благоја Тоска, кој што треба да ги поврзе двете страни на градот. Од општина Тетово велат дека за околу еден месец ќе започне пробивањето, односно целосната реализација на овој проект. Меѓутоа, за да се пробие овој пат, треба да сурнат овие градби каде што треба да помине оваа делница. Меѓутоа, вакви градежни активности за сега нема. Нема никакви активности ниту за довршување на булеварот Индустријска, кој треба да помине низ спортскиот центар, а според најавите, градежните активности за пробивање требаше да започнат изминатава пролет. Туристичките оператори на пазарот излегоа со понуди за летување во повеќе земји. Тие нудат примамливи понуди за сите кои планираат да одат на летен одмор. Во туристичката понуда на агенцијата Евротурист од Тетово и годинава најактуелни се Турција, Египет и Грција. Ова лето ние како туристички оператор имаме голема понуда за клиентите. Од најбараните дестинации уште Турција е најдобра дестинација и најбараната дестинација. Потоа, после Турција го нудиме ова лето и Египет, Хургада има директен чартер лет и регионот, блиските места како Грција, Албанија, Црна Гора. Авионски превоз, имаме директен чартер лет за Анталија, сме почнале еднаш неделно, после понудата се прошири на 2 пати неделно и од 20 јули ќе воведеме трет лет за Анталија, значи 3 пати неделно. И после можеме да комбинираме 7 дена, 10 дена, 11 дена, така се пакетите. Цените, зависно од хотелите, се движат од 290 евра и нагоре. Во тоа спаѓа авионската карта, хотелското сместување со сервисот на хотелот и трансферот. За другите дестинации цените се движат нормално. Грција е малку поскапа како дестинација. Ние го нудиме само хотелско сместување и регионот на Албанија и Црна Гора само хотелско сместување. Цените се пониски. Интересот за понудите за летување во Евротурист е сличен како и минатите години. На клиентите им е важна цената, според која и квалитетот на услугите. Кај нас нема некоја разлика од претходните години. Во главно, оваа година се осетува мал пат на барањето. Сегогаш цената игра голема улога. Значи, ако е понудата добра, хотелот, сместувањето во добри хотели, цената одредува сегогаш. Интересен е податокот што половина од клиентите се печалбари, кои дел од годишниот одмор кога се во земјава го користат за да заминат некаде покрај море.
Двајца пешаци на возраст од 20 и 40 години завршиле во Тетовската болница со повреди, откако во нив удрил автомобил управуван од 50 годишен тетовец. Незгодата се случила вчера во 16 часот и 40 минути на улица Браќа Миладиновци во Тетово, а увид на местото извршила екипа при СВР Тетово. Две лица од село Глумово пак вчера се уапсени бидејќи биле затекнати како вршат кривично дело кражба во бутик во трговски центар во Тетово. Едниот од нив агресивно се однесувал и ги омаловажувал полициските службеници. По расчистување на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Лишен од слобода вчера били 38 годишен тетовец поради сторено кривично дело кражба и тешка кражба. При приведувањето кај него биле пронајдени и одземени украдени предмети. По целосното расчистување и документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Вчера врз основа на судска наредба приведен били 59 годишник од село Джепчиште, кој се барал за издржување на затворска казна. Тој бил предаден во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. По полицискиот билтен информација за пронајдени одземени кокаин и пари при полициски претрес вчера во дом и други помошни простории во село Равен. Против лицето кое што живеело тука ќе биде поднесена соодветна пријава. Престојниот викенд во Галичник ќе се одржи традиционалната културно-туристичка манифестација Галичка свадба. Настанот секоја година собира огромен број на посетители и туристи во живописниот Галичник, а New York Times и National Geographic ја прогласија за најтрадиционален свадбен фестивал во Европа. Младенци на 46-тото издание на Галичка свадба се Марина Петровска и Огнен Караѓозовски, кој по потекло е од Галичник. Ова беше еден, да речеме, плюс, една голема чест да се направи уште една традиционална свадба со сите тие обичаи кои што веќе се позаборавени кај нас, меѓутоа се доста интересни за представување на нашава држава како туристичка дестинација. Чест ми е што оваа година ќе бидам галичка невеста и големо задоволство ми е што ќе придонесеме да се продолжи оваа долгогодишна традиција со сите автентични ритуали и обичаи. Свадбарските обичаи почнуваат во саботата околу 19 часот со пукање 3 пушки од балконот на куќата на Зетот, веење на свадбарскиот бајрак, играње на свекрвино и невестинско оро и други ритуали. Во недела наутро се продолжува со обичаите на канење на мртвите, канење на кумот, бричење на Зетот, гледање низ прстен, земање на невестата, венчавање и други. Венчавањето на младенците ќе се одржи во црквата Свети Петар и Павле, а ќе го направат монасите од Бигорскиот манастир и монахињите од манастирот во Рајчица. Во пресред на главните настани, во петок навечер на платото пред чешмата Упија, ќе се одржи концерт со Џија Немин во соработка со Македонската филхармонија, Сдруженијето на џез музичари на Македонија и групата Бендов. Со почетокот на Галичката свадба се почнува и Галичкото културно лето. После тоа ќе следат Галичката ликовна колонија, Галичката книжевна колонија, ги одбележуваме верските празници Света Петка и Преображение. Во сабота во 19:30 часот на 13 јули почнува официјалниот дел од Галичка свадба со китање на бајракот и со пукање на 3 пушки. Галичката свадба ќе ја разубават стотина статисти облечени во автентични галички носии, како и културно-уметнички друштва. За време на викендот кон Галичник ќе биде воспоставен посебен сообраќаен режим. Покровител на манифестацијата е претседателот Стево Пендаровски. Докоде думаш да одиш, коде си расо е порасло. Отклони се од мајка, од татко, приклони се кон млада невеста.
Скоро секојдневно се жртви, но повеќето, според истражувањата, не се охрабруваат да зборуваат за тоа. Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнуваме врз една, би рекле, табу тема – семејното насилство. Незнањето за тоа што всушност доживуваат е една од главните причини зошто жените, жртви на домашно насилство, не ги пријавуваат ваквите случаи кај надлежните. Во нашата земја, според најновото истражување, само 2% од нив би пријавиле вакво насилство. Од оние што сепак тоа го сториле, може да се слушне дека живееле во невиден страв. Срам, страв, финансиски причини, недобрва во системот, но и неразбирање што всушност им се случува. Се генерално причините поради кои жените, жртви на насилство, не одлучуваат да го пријават. Ретко која од нив сака да зборува јавно, а во писмените сведоштва вообичаено посочуваат дека ќотекот го трпеле со години, живеејќи во страв, ама и во надеж дека работите ќе се сменат. И најновото истражување на ОПСЕ за насилството врз жените во државава покажува поразителни резултати. Само 2% од нив би пријавиле насилство од моменталниот партнер, покажува истражувањето. Жените жртви на семејно насилство се поохрабрени да го пријават тоа, но државата не ги исполнува своите обврски за справување со проблемот. Посочуваат од невладините организации кои со години ја следат состојбата. Надлежните пак велат дека напредок има. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска набројува дека земјава ја ратификувала Истанбулската конвенција, подготвила акцијски план, а обезбедиле и директни сервиси во Скопскиот регион. Министерството за труд и социјална политика финансира шелтер центар, 2 шелтер центри, кризен центар за до 48 часовно сместување, финансираме SOS линија и градот Скопје финансира советувалиште за деца, жртви и сторители на насилство. Низ земјава додава таа се во функции 4 регионални шелтер центри. Покрај работата за помош на оние кои се охрабриле да пријават насилство, и Царовска, но и резултатите од анкетата на ОПСЕ укажуваат дека мора да се работи на подигнување на свеста на жените за насилството. So the OSCE-led survey shows that nearly half of women who have been surveyed in North Macedonia believe that domestic violence is a private matter to be handled within the family. And 3 in 10 believe that victims exaggerate the claims of abuse or rape. За сега во системот кај нас се вклучени Министерството за образование и Министерството за здравство во делот на превенцијата и детекцијата на насилството, а и Министерството за внатрешни работи во однос на понатамошното постапување откако жртвата ќе го пријави. Но сите, без исклучок, се согласуваат дека мора уште многу да се работи. Тепање, понижување, изолација. Вакви се сведочењата на жртвите на семејното насилство, ако воопшто се охрабрат да и го пријава тоа на руската полиција. Повеќето мислат дека она што се случува во семејството треба и да остане во семејството, вели една од жртвите во Русија, каде што од пред некоја година семејното насилство веќе не представува кривично дело. Спасување на животот или спасување на семејството останува критично прашање откако руските власти почнаа да ги промовираат традиционалните вредности. Со законот усвоен во февруари 2017 година, семејното насилство од кривично стана прекршочно дело, доколку станува збор за прв таков инцидент, а жртвата не претрпела сериозни повреди. Поддржувачите на овој закон велат дека сакаат да го намалат мешањето на државата во семејниот живот. Еден од нив е и Виталий Милонов, член на рускиот парламент. Что более ценно, посадить человека за первое такое вот негодяйский поступок, в тюрьму и разрушить семью, или сохранить семью и заставить человека измениться? Мне кажется, конечно, сохранение семьи более важно. Но некои не го делат ваквото мислење. Ана Верба го чува незиниот внук во Москва, откако незината ќерка Елена била убиена од сопругот, поранешен, вработен во Федералната служба за контрола на дрогата. Елена и се обратила на полицијата откако Сергеј ја нападнал со нож, но инспекторот ја убедил да ја повлече изјавата, велејќи дека законските процедури ќе му уништат кариерата на незиниот сопруг. Ана ја обвинува полицијата за равнодушност, а себе си дека не презела итни мерки. Единожды поступил так по отношению к вашему ребенку, значит, будет и второй раз, будет и третий.
И дай бог, что на 4-й раз вы сами до этого дойдете и заберете, или ваша дочка разведется с этим человеком. А если нет, то вот получится так, как со мной, как с моей дочерью. Таа вели дека и покрај 9-годишната затворска казна за Сергеј се уште се плаши за нејзината и за безбедноста на нејзиниот внук. Во 2017 година бројот на кривични дела во семејството падна на 34.000 од над 64.000 една година претходно. Но ваквиот пат главно му се припишува на фактот дека бројките само ги прикажуваат случаите за кои се покренати кривични постапки. Светлана, ова не е вистинското име, 39 годишна мајка на 2 деца, вели дека редовно била тепана од нејзиниот сопруг пред да напушти и заедно со децата да ја остави без финансиска поддршка. Я обращалась, я писала заявление. Несколько раз писала заявление, приходил участковый, начинались разговоры такие, что ну чего вы добьетесь. Ова не е мал проблем. Противниците на законот истакнуваат дека казните што вообичано ги добива насилникот, ако случајот воопшто заврши на суд, се товари за целото семејство, вклучувајќи ја и жртвата. Една од нив е и Људмила, 36 годишна мајка на 3 деца, која избега од нејзиниот партнер во кризниот центар во Краснојарск. Если бы у нас законы были бы строже, то мужчины бы так не наглели. А у нас получается за побои всего лишь там 10 суток и штраф 5000. Незините обвиненија против сопругот целосно биле отфрлени од судот како контрадикторни. Алена Попова, активистка за женски права, вели дека жените треба да бидат сигурни оти целата државна сила е на страната на жената, а не на насилникот. Но у нас статистика кривая косая, потому что никакого определения домашнего насилия нет. Попова и незините поддржувачи се борат рускиот парламент да разгледува можни мерки за заштита во случај на семејно насилство. Секоја година, според извештајот на Обединетите нации, околу 14.000 жени гинат во Русија од рацете на нивните сопрузи или други роднини. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења во врска со семејното насилство и како може да бидат скршени традиционалните стеги и предрасуди во врска со овој проблем. Довидување. Денес имавме променливо облачно и нестабилно време. Попладне со поруен дожд и грмежи. Температурите се движеа во интервал од 16 до 26 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со мала локална облачност и со слаб до умерен северен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 12 до 26 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.